Луѓето се склони кон мистификации, а со тоа и кон претерување и извртување на работите. Особено ако ова изместување на оригиналното значење доведува до сензационализам и градење на нови митови. Пред известно време објавив дека го открив манастирот на Ѕверот 666. Како потврда на тоа, објавив и слика. И нормално, на вака провокативна тема несомнено имаше многу коментари. Откровението на Јован Богослов е книга за која многумина и денес се чудат како се има најдено во христијанскиот канон. Особено ако се земе во предвид мистичниот, пророчки и скоро неразбирлив символичен јазик на кој е напишана оваа книга. Толку е замрсена што теолозите радо ја одбегнуваат, држејќи се до безбедните текстови како Евангелијата или посланијата на Павле, кои така добро се соџвакани во вековите теолошка традиција, што за новата теологија е сосем доволно да се повикува на своите претходници. Со откровението работите се замрсуваат. За откровението јас имам едно опсежно видео, но секогаш кога се навраќам на него, сваќам дека недоволно јасно и недоволно добро го обработив. Иако имам неколку добри поенти. Сепак ми се чини дека кога станува збор и за оваа книга, повеќето луѓе претпочитаат да слушаат што други луѓе кажале за неа и како ја толкуваат, одошто сами да ја читаат. Така за простечниот гледач испаѓа дека антихристот, сатаната, ѕверот, ѓаволот, змијата, дека тоа е се на куп еден лик, односно рогатиот ѓавол. Дури во еден од коментарите се спомена и антихристот во исламската традиција. Искрено се прашувам како една традиција која го нема Христос може да го има антихристот. Како и да е, јас реков дека го открив манастирот на Ձверот 666, па да видиме што вели откровението во врска со овој ѕвер. Тука е мудроста. Кој има ум, нека го пресмета бројот на ձверот, бидејќи е број на човек, и бројот му е 666. Не според мене, туку според овој стих, ձверот чиј што број е 666 е човек. Тој човек е најпознатиот окултист на 20. век Алистер Кроули. Во едно од писмата од кои подоцна е составена книгата Магика без солзи, почнувајќи со цитат од книгата на законот, Кроули ке напише: таа стела тие ќе ја нарекуваат гнасноста на пустошењето. Пресметај го добро нејзиното име и тоа ќе ти биде како 718. Стелата за која се зборува е таа чие откривање резултираше со пишувањето на книгата на законот. Истата онаа стела што ја гледате на екранот во овој момент. Понатаму, продолжува Кроули, овде првиот дел е се уште неразбирлив за мене. Се обидував со анализи на оригиналната фраза во светата книга и речиси со се друго, но потполно залудно. Човек може да забележи како луѓето, препознавајќи ја стелата како талисман одговорен за сведувањето на половината од европските градови на урнатини, можат многу добро да алудираат на оригиналните пророштва. Овде имајте во предвид дека овие писма се пишувани кон крајот и непосредно по крајот на Втората светска војна. Понатаму Кроули пишува: сега за вториот дел. Тој беше уште позбунувачки од првиот. Пресметај го добро нејзиното име. Како можам? Никогаш немала име. Па така испробував најразлични експерименти со 718. Продолжив да напаѓам, во текот на многуте долги години добив најразлични фантастични решенија. Сложени и збунувачки, тие едноставно ме исмеваа. Беше тоа една прекрасна ноќ во Чефалу, премногу величествена за да се потроши на спиење. Станав, ги обожував звездите и месечината. Се разбуди во вселената. Сепак нешто како да ме влечеше. Тоа набрзо го повлече моето тело на столот
и се најдов себе си замислен над оваа загадка. Мрзоволно ја напишав стелата на грчки, 52, и си реков: можеби можеме да направиме име од разликата помеѓу ова и 718. Скокнав. 718 минус 52 еднакво на 666. Моето име. Па се разбира, тој рече со радост, тоа е всушност стелата на 666, бидејќи тоа е стелата на Анкаф на консул, моето име во тие изминати денови. Кроули во 1920 година доаѓа во сицилијанското приморско градче Чефалу, каде со група своји следбеници ја формира опатијата или понашки манастирот на Телема, направена по инспирација од делото Гаргантуа и Пантагруел од ренесансниот писател Франсуа Рабле. Нешто повеќе од 100 години подоцна, еве сум јас покрај рушевините на вилата која била седиште на оваа опатија, непосредно по мојата посета на бизарната внатрешност. Како посеќавање, кажувам збор два за Алистер Кроули, односно човекот кој себе си се нарекуваше мајстор Терион, што во превод значи мајсторот звер, и за свој број го имаше токму 666. Алистер Кроули е роден на 12 октомври 1875 година во Англија. Роден е во богато семејство припадници на религиозната група наречена Плимутски браќа. Татко му бил дури проповедник во истата таа група, што значи се раѓа во еден типичен религиозен контекст каде што читањето на Библијата било секојдневие. Исто така плимутските браќа се познати по тоа што буквално ја интерпретирале Библијата, што значи очекувале второ доаѓање на Исус во воскресение на телото и така натаму. Значи една радикална група која што ако треба да ја споредиме со некоја религиозна група која што нам ни е позната, тоа се јеховините сведоци. Значи Алистер Кроули се раѓа во ваква средина и на почетокот нормално ги следи, како и секој дете ги следи стапките на својот татко. Подоцна неговиот татко умира кога тој е многу мал и неговата грижа останува за него, неговиот чичо и неговата мајка. Бидејќи имал многу темпераментен карактер, неговата мајка во детството го нарекувала The Beast или Зверот. Ова негово именување од страна на неговата мајка, со која што имал комплицирани односи, ќе остави трага врз неговиот живот, односно ова име Зверот ќе биде нешто со кое што тој ќе се идентификува целиот негов живот. По смртта на родителите тој наследува огромно богатство, затоа што неговите родители имале свој пиварски бизнис, значи биле добростоечки луѓе за тоа време и Алистер Кроули целото богатство ќе го потроши на патувања, на уживања, на истражувања, на одење по светот, на магика и пред се на она што значи негово животно дело, тоа е промовирање на книгата на законот, која што и законот, нели, што самата книга на законот ја носи. Накратко, нели, за неговиот живот, тој во својата младост се интересира, нели, за окултизам, за магија, за сите можни форми на паранормално и доаѓа во контакт со окултниот ред Златна Зора, каде што многу брзо се искачува низ степените, станува миленик на тогашниот лидер на Златна Зора Метерс и извесен период и заедно работат и живеат во Париз. Во почетокот на 20 век на брегот на езерото Лок Нес ја купува куќата Болескин, која што за разлика од оваа куќа што е позади мене е се уште во добра состојба. И во таа куќа го прави призивот на неродениот, односно во езотеричната традиција тоа е призив со кој што се призива ангелот чувар. После тоа заминува на свадбено патување со својата сопруга Роуз Кели и на една од
дестинацијата, тој Каиро, Роуз почнува да се однесува чудно, односно почнува да му вели на Алистер Кроули дека тие го бараат. Тие се однесува на ентитетите не од овој свет, значи се однесува на тајните поглавари, се однесува на ангелите или како што таа велела боговите. И на Кроули му требало некаков доказ. И рекол дали можеш ова да го докажеш, и Роуз Кели, која што била воопшто неупатена во она што значи окултизм и магија, го одвела во музеот во Каиро, каде што му ја покажува египетската стела, каде што е прокажана божицата Нуит, која што се наведнува над светот, значи божицата Нуит е ноќното небо, се наведнува на светот, има и други, значи детали од самата стела, ќе ја ставам како слика во видео, ќе можете да ги видите деталите. И интересното со оваа стела, интересното со овај артефакт е дека во тоа време во музејскиот како музејски експонат го носи бројот 666. Ова за Кроули било повеќе од доказ, и во 3 последователни дена во април 1904 година преку Роуз како медиум ја прима книгата која што денес ја знаеме како книга на законот. Оваа книга на законот ќе стане основа на учењето на Кроули, кое што повеќето од вас знаат се нарекува Телема. Во 20-тите години, сакајќи да се оттргне од лошата клима во Англија, сакајќи да најде место каде што ќе може слободно и безгрижно да живее, да ужива и да ја практикува својата уметност, својата магика, доаѓа овде во Чефалу, во оваа куќа која што се наоѓа позади мене. Сега не знам со оваа камера колку ќе се забележи, но остатокот од снимките убаво се гледа. И тука престојува неколку години. Ова етапа од животот на Кроули завршува откако еден од групата што се со него ќе пие загадена вода и ќе почина од труење од таа загадена вода. Неговата сопруга подоцна по враќањето во Лондон ќе го обвини Кроули дека го терал да пие крв од мачка и различни работи во ритуални цели, и после ваквите обвинувања во печатот во Англија Кроули ќе го добие епитетот најзлобниот човек на светот, или the wickedest man in the world. Кроули живеел во епоха заедно со Хитлер, со Мусолини, со Сталин и со слични фигури од тоа време, и е малце чудно човекот кој што со своја рака не убил никој да биде нарекуван најзлобниот човек на светот, додека неговите современици биле и тоа како големи касапи на човештвото во тоа време. Што се однесува до занимавањето со окултизам, не биле подолу од него ни тие. Алистер Кроули се чинело дека после неговата смрт на 1 декември 1947 година ќе падне во заборав. Тој умира во Англија со мала група на следбеници покрај него. Во Америка исто останува само еден грст луѓе кои што го следат неговото учење. Но втората половина на 20-тиот век ќе го види Кроули реоткриен пред се во поп културата. Така можете да го видите неговиот лик на албумот на Beatles Sgt. Pepper Lonely Hearts. Има извршено влијание врз Ози Осборн. Неговата песна Mr. Crowley е многу интересна и фасцинантна. Оние кои што сакаат рок метал музика, претпоставувам дека ја знаат таа песна. Има извршено влијание врз Дейвид Бови, врз Роман Полански, врз редица други писатели, поети, режисери, музичари и така натаму. Така што денеска Кроули е повеќе актуелен од било кога. Основата на неговото учење е Do what thy will shall be the whole of the law, love is the law, love under will, или по превод на македонски прави што ти е волјата и нека тоа биде целиот закон, љубовта е закон, љубов под волја.
Забележете дека во книгата не е напишано прави што сакаш, туку прави што ти е волја, и овде се бара вистинската волја, односно се бара стремежот за развој на поединецот. Кроули е своевиден скрибоман, има напишано безброј книги, од кои што само неколку се фикција, додека повеќето се книги посветени на окултизам, на магија, на астрологија, на кабала, на ичинг, значи на се она што може да се замисли како дисциплина во западната окултистичка традиција. Кроули има пишувано книги на таа тема. Што значи како човек, како писател е неисцрпен извор, и оние кои што прв пат слушаат за Кроули, јас би препорачал да читаат книги од Кроули, а не да читаат жолт печат или да читаат по интернет, затоа што на интернет ќе отидете и ќе видите дека тоа е сепак, нели, сатанист, болен ум и човек кој што заведувал млади луѓе во своевремено. Но од друга страна сериозни луѓе, сериозни научници, сериозни истражувачи го следат неговото учење. И сега останува на вас и на вашиот здрав разум, кога ќе видите какво е неговото учење, да одлучите каква личност е Кроули. За мене доаѓањето овде е нешто фасцинантно. Куќата е во една лоша состојба, доколку би се вложило во нејзино реновирање, според мене би била своевидна туристичка атракција, каде што ќе може да се влезе по нормален пат, ќе може да се види се она што е останато, а е останато многу малку. Од другата страна во дворот видов некакви импровизирани шатори, предпоставувам дека ова место денеска е избиралиште на сомнителни типови, наркомани и се останато, без да се донесуваат, нели, однапред заклучоци. Така што, еве, доколку ваквите видеа ги гледа некој од регионот Сицилија или од општината Чефалу, би можеле да придонесат да ова место кое што е интересно. Предпоставам луѓе доаѓаат од сите страни на светот кога се во Сицилија да го посетат и да го видат. Така, подоцна при едитингот на ова видео ќе додадам уште слики од животот на Кроули поврзан тука, кои што се интересни да се видат, други детали и така. Значи, Кроули сам себе си се доживуваше како зверот 666. Како е дојдено до пресметката на тој број 666, освен, нели, тоа што неговата мајка во детството го нарекувала звер, е опишано во книгата Магика во теорија и пракса, или книга 4, или Либер Аба. Значи, книгата има повеќе наслови, зависи од тоа кој сакате да го користите. Доколку сте заинтересирани, таа книга ја има и на македонски преведена. Огромно книгиште, значи од А4 формат, некои си 500 страници, ако не и повеќе, не ме земете за збор. А таа е само една од многуте книги напишани од Алистер Кроули. Ете така, јас сега ќе почнам полека да се симнувам кон градот. Вие останете со добро здравје, секој добро, тато. Дваесеттите години на минатиот век се распаќато меѓу двете големи војни, оние глорифицирани кланици кои човештвото ги нарекува светски војни. Во тие години, скоро деценија и пол по примањето на книгата на законот, Кроули се преселува во сицилијанското приморско градче Чефалу, со намера овде да го основа првиот телемитски манастир, или опатија на Телема.
Телемитски манастир е сушта спротивност на она што значи христијански манастир, што значи овде со Кроули живееле и жени, но и деца на членовите на самата опатија. Слободарскиот дух на оваа заедница ги изненадува и понекогаш скандализира и најлибералните духови на денешницата. Но убавата и благопријатна клима на ова место е она што возможувало опуштено практикување на редица магиски ритуали. Во прв ред, обожувањето на сонцето, гностичка миса и евлесински мистерии. Овде Кроули престојува заедно со неговата тогашна жена Лија Хирсинг, која во тој период во магиска смисла била неговата скерлетна жена. Оваа титула скерлетна жена претходно ја имала првата жена на Алистер Кроули, Роуз Кели, спомената во првиот дел на ова видео. Освен Лија Хирсинг, попознати членови на оваа опатија биле Джейн Волф, Раул Ловедеј и неговата сопруга Бети Меј. И покрај предупредувањето од страна на Кроули да не пијат од локалните извори на вода, Ловедеј ќе пие и подоцна ќе почине од труење. Бети Меј е таа која заради одмазда ќе го оцрни Кроули во англискиот печат, каде тој ќе го заработи епитетот најизопачениот човек на светот. Во самата Италија, тогашните фашистички власти го протеруваат Кроули и по неговото заминување вилата Санта Барбара го започнува своето распаѓање. Оваа фотографија е една од ретките што можат да се најдат на интернет, каде Кроули и неговите следбеници изведуваат одреден ритуал во централната просторија. Незината состојба денес е ваква. Исто така оваа фотографија од Кроули со семејството сликан пред самата вила, додека местото денес изгледа вака. Основната боја на ѕидовите во храмската просторија е зелена и на чуден начин овде таванот е зачуван и има куполна форма. На овие слики најдени на интернет се гледаат делови од сликите кои оригинално ги има нацртано Кроули на самите ѕидови, додека денес само мали траги се останати. Ѕидовите се претворени во еден вид палимсест, на кој како слоеви се напластуваат едни врз други изминативе 101 година од напуштањето на вилата. Поголемиот дел од куќата е во сериозно распаѓање. Вегетацијата си го освојува просторот и најголем дел од оно што се наоѓа внатре е донесено овде од најразлични сомнителни посетители и митомани. Ѕидовите изобилуваат со графити кои алудираат на делото на Кроули, но истовремено и на потребата од едно вакво место да се прави сензационализам и место на култ. Во моите две посети на ова место бев наутро, некаде помеѓу 7 и 8 часот наутро, така што непречено можев да го проучувам и истражувам ова место. Овој некогашен манастир на човекот кој себе си се доживуваше како зверот 666. Сликите се направени од мене, исто како и две видеа од кои едното е со мој коментар, додека другото е едноставно да се види и доживее внатрешноста од оно што останува од храмскиот дел на оваа опатија на Телема. Би сакал да ви го долувам чувството како е да се биде во собата во која што живеел, работел, создавал, правил ритуали Алистер Кроули пред 100 години. Оние кои што го познаваат неговото дело ги препознаваат овие реченици The Dead Man Uncaf на Консу или од оваа страна каде што пишува Every man and every woman is a star. И покрај тоа што куќава е во распаѓање, чувството да се биде тука е апсолутно фасцинантно. Значи, човекот кој што себе си се доживуваше како зверот 666, живееше и твореше овде во Чефалу пред 100 години.
мојата посета на Чефалу на некој начин подразбираше доаѓање овде и посета на оваа куќа. Иако самиот ризик од повреда или од паѓање на нешто од покривот е огромно. Значи овие слики не може да се каже дека сите се направени од Кроули. Многу е веројатно дека дел од нив се допишувани и од луѓе што го посетувале ова место. Еве гледаме тука кирилично писмо, музика, копии, мој станет еко свобода, Либер 7. Значи ево ова се цитати на некои книги од Кроули, Либер 7, 10.10.2010, предпоставувам. Ова не верувам дека е од Кроули напишано. Исто и овој огромен пентаграм, не верувам дека од него е напишано. Значи претходното соба е нешто кое што содржи многу по автентични работи. Исто и тука, че ова е една од собите обрасната во вегетација. Така, предпоставувам ова Love, Sex, Drugs и овие другите цртања според интензитетот на бојата, според работите на цртани, верувам дека се подоцнежни. Ова е навистина фасцинантно место и се наоѓа во Чефалу, во непосредна близина на стадиумот, оставено, запуштено. Така, ова е таа куќа што ви ветив дека ќе ја посетам и ќе имате прилика да видите за кое место станува збор. Еве, поставени шишиња имаме тука, имаме дрвја што растат. Буквално природата си го зема својот тек. Оно што е фасцинантно е влезот во тие две соби каде што има најмногу муралец, гледате како е темно. Значи како да не сака светлината да се пробие таму.